Актуелната политичка состојба во која се наоѓа Македонија е жална, оцени Киро Иванов од ОМАД Илинден Благоевград на денешната средба на децата бегалци од Егејскиот дел на Македонија во Штип. Ситуацијата е многу жална. Ние очекуваме многу повеќе од Македонија, ама за жал она е занижена. Нема ја. Државата Македонија не ни помага во ништо. Ние не само дека не ни помага, она не знае дека има македонци во Пиринска Македонија и во Бугарија. Архимандритот Никодим Царкњас е песимист дека односите помеѓу Македонија и Грција ќе се развиваат на уште подобро. Тоа што нашата земја прифати ново име за грците не е доволно, објаснува Царкњас. Грција, да не забраваме, една националистичка држава, длабоко, она е антимакедонска. Ко власт да дојде у Грција, они односите со Македонија ќе бидат не как требе, демократични как викат. У срцето грчко на секоја влада има голем антимакедонизм. За Грција Македонија не треба да постои. Во изминатиот период македонската држава не им помогнала на македонците во Србија и во многу ситуации тие морале сами да бараат решение. Повеќе ни помага, морам да кажам, Република Србија отколку Република Македонија. Значи никогаш не се одазвале некој од политичарите или од врвот на власта да кажат добро, дали нешто ви треба? А ние покај сето тоа, ние успешно ја чуваме Македонија во нашите срца пред се, во нашите домови. Морам да се пофалам. Пред 10 години владата на Република Македонија донесе одлука сите малцинства кои живеат на територијата на Република Србија имат право да го изучуваат својот мајчин јазик како изборен предмет во училиштата. Се фативме во орото и решивме да воведеме македонски јазик во нашите училишта во Србија, од Суботица до Прешево. Тоа го направивме и јас со гордост денес ке искажам дека во оваа учебна година во еден Лесковац, кај што живеем, кој има 180.000 цела општина, 223 дечиња ми го учат јазикот мој. Заедничка порака од денешната средба е јакнење на македонското национално единство, поголема соработка и следење на националните интереси од страна на државните институции.